Нема крај на урбанистичките проблеми во Охрид. Овој пат жители од Пештани тврдат дека локалните власти имаат стремеж да легализираат бесправно изградени објекти на земјиште кое е во процес на денационализација, за кое тие веќе 20 години водат постапка за истото. На нивните парцели во катастарот незаконски биле регистрирани новоизградени објекти во кампот Градиште. Револтирани жителите си го бараат сопствеништвото назад и бараат целосно расветлување на тоа кој нелегално присвојува тук имот. Стопанисуваат бесправно, 20 години, имотот е одземен повеќе од 62 години. Чекаме 62 години на наши имоти, а од друга страна, други печали пари таму, тоа пред очите на пештанци, на мештаните. Конкретно барање на наши е враќање на имотите. Доколку не се вратат имотите, а кажано имаме, со истите имоти би стопанисувале ние, мештаните, односно собствениците на имотите. Ако може некој да прави пари на наш имот, тоаш можеме и ние, така да ќе ги згрижиме и нашите семејства и ќе го решиме проблемот околу вработување, екзистенција пештанци гледаат во тоа земјиште. За легализацијата на објектите во кампот Градиште требаше да се разговара денеска на седницата на Советот, но веде градоначалникот ја повлече поради, како што рече, на тамошна целосна ревизија на документацијата за град Бидолш Кребрежјето, вклучувајќи го Лагадин, Пештани и Градиште. Во општина Охрид во моментов е во тек ревизија со која што ги прегледуваме начинот на кој што сите локални плански документации се носени, дали се тоа воопшто донесени тие планови легални и законски, за да стигнеме до тие одобренија кои што ние мора да ги издаваме. Така, кога ќе дојде инвеститор и побара одобрение за градба на постоечки план, јас како градоначалник сум должен да постапам по тоа барање. Доколку јас не постапам, ќе добијам кривична пријава за молчење. Незадоволните жители од Пештани предупредуваат дека се подготвени да поднесат и кривични пријави за злоупотреба на службената должност, доколку не се слушнат нивните барања и најавуваат дека со радикални протести ќе се ги бранат имотите. Тие ги повекуваат надлежните институции да го расветлат случајот кој со децении е заглавен во правните лавиринти.